Гостин во студиото на Република е господјата Мелина Милевски, собственик на козметичкиот салон Силуете. 25 години успешен бизнис. Како пред се влеговте на идеја, дојдовте до идеја да отворите ваков салон во Македонија? Па во тоа време кога ние почнувавме, навистина немаше воопшто центри за убавина, центри за слабење, можеби по некој козметички салон се наоѓаше во градот. За многу поситни работи. Да, за ситни работи, можеби само за третмани за лице, некако така и повеќе со маски, онака ништо повеќе од апарати, да кажам, или нешто посовремено. Така да, ние кога започнавме први со третмани за слабење. И тоа ни беше главна дејност првите неколку години. Започнавме со апарати, кои што се од дел од медицината, да кажам, од физикалната терапија. Донесовме 2 апарата, биостимулатори се нарекуваат, се уште, мислам, постојат и тој метод се уште се користи, нормално со понови, пософистицирани бранови и посовремена опрема, но сепак тоа е основата. Значи, да се зајакне мускулатурата. И денеска исто работиме како основна дејност, третмани за слабење, но ја збогативме и со третмани за лице и исто така коса, сите услуги за коса, надградба и така натака. Така да пред 25 години навистина беше нешто ново, беше онака еден почеток што и можам да кажам дека многу беа скептични. Луѓето кога доаѓа, кога започнува апаратите кои ќе ги видеа. Во тоа време имавме трим столови како замена за физичка активност, лежаи на кои само се лежи, но во исто време и вежбаат за тебе, ама и треба и малку активност, не е само пасивно. Така да беше нешто ново, но многу голем дел од клиентите што ги добивме и тогаш се уште наши клиенти овие 25 години и јас сум пресреќна што продолживме на некој начин што во една нагорна линија со денеска, ако сме започнали тогаш со 3-4 апарата, денеска веќе имаме повеќе од 50 на 60 машини, само зборувам во центар, во едниот салон во центар. Да, започнавте со еден салон, денеска имате 6 вкупно. Во Сити Мол веќе 3 години сме, таму исто така еден голем салон од 150 квадрати, каде што исто така е застапено се. И тоа ни беше целта, значи да биде градски спа центар. Нешто што ќе може секоја жена или маж да си го приушти, да се релаксира, во исто време да си направи се што му треба и на крај да излезе буквално спремен. Значи едноставно да ужива на едно место да ги добиете сите услуги, методи, во оние сите методи што се појавија и за антистрес и така натака, но во исто време и на крај да биде оној финален ефект со ногти, со педикири, со се завршено. Обично се вели дека женава мора да одбере или да го одбере бизнисот, кариерата или семејството и децата. Кај вас не е таков случај, вие да кажавте дека една жена може да има и семејство, да има и успешна бизнис приказна за себе. Силуете, вие имате 4 деца, кога чекувате петото дете, Силуете во ниеден момент немаше пат. Напротив, се развива, стигнавте до 6 салони. Како успевате да постигнете да се посветите на 4 деца дома и во исто време да водите успешен бизнис? Не сметам дека треба да се жртвува едното за другото. Мислам, јас сум пример за тоа, знам и многу жени што се примери. Мислам дека во Македонија ние некако жените од тука, од ова подневје, највеќе успеваме да бидеме онака целое кога има се. Затоа што мислам дека една жена нормално секоја жена посакува да биде мајка, да се почувствува во таа улога, а во исто време многу е важно нели кариерата да оди напред, така да сметам дека едно со друго треба да се пратат и да се надополнуваат, затоа што со една многу добра организација се разбира со големи жртви и голем напор, но сметам дека секој може. Кога се роди првото дете, во едно интервју имавте изјавено дека добивте една битна алка во вашиот живот. Сега веќе го очекувате петото дете.
Каде таа жилба? Ако потекнувате од повеќе семејство, да, потекнувате од семејство со повеќе деца Да. или едноставно Да. тоа е жилба која што ви се роди? Некако, кога се родија близнаците, веќе пошто дојдоа на свет, нели, две одеднаш, и веќе се исполни куќата, па потоа случајно и четвртото, и мислам, планирано, непланирано, се така некако се случуваше, како и петово се разбира некако и јас и сопругот многу сакаме деца и некако уживаме во нив, во нивна и да се бројни и да се повеќе на број, иако е тешко, не исполнува тоа многу. И сметам дека некако се роди и желба од тогаш кога дојда на свет близнаците, дека сепак со повеќе деца, со така е стварно многу убаво и сакавме и повеќе и повеќе. Да, И бесценето благодарам богатство. на Господ што еве мислам ни се исполни желбата и за четвртото, а сега се надевам Колку да ми имате се тука уреди за поддршката од петото. сопругот дома? Со оглед дека се работи за повеќе деца, треба да се Па постигне. тој многу сака деца и многу знае да ги игра, забавува и знае баш онака убаво со нив да ги анимира и да го слушаат многу повеќе него мене. Мислам дека тоа секоја мајка го има. Малку да ми е криво на моменти, да кажам, јас колку и да се трудам, веројатно сум построга на моменти и некои работи како мајки, нели ние поодговорни да направи ова, да направи, а татковците на друг Се повеќе начин. за забава. Да се за забава, ама и успеваат на некој друг начин полесен. Кој е главно задолжен за воспитувањето на децата? Заедно. Заедно, децата. Заедно, да. А ви недостасува некојаш време, имате желба да трае 25-26 часа денот или повеќе? Да не е 24 часа? Знаете како со 3 телефони сум, се организирам секогаш онака хаотично, еве денес станав во 5 часот за бајле. Може би ради бебето рано станувам последно време, ама само се организирам, нормално и работата сакам да си ја завршам, сега имаме некои нови тети во салонот и секогаш кога сум трудна добивам некои нови идеи и со претходното дете отварав салони низ Македонија. Некако исто со близнаците се случуваше и тогаш некој отварање на салон, некој низ Македонија. А сега нешто се случува околу некои нови тети, некои апарати нови, еве започнуваме се со колагенариум, една метода што ја нема никаде, мислам на Балканот. Апсолутно немам слушнато ни во Белград, ни во Загреб. Сепак таму убавината е култ и мислам дека и од кај нив доста работи доаѓаат, но ние сме први во ова нешто, што всушност се лампи колагенски, од чист колаген, кој на некој начин после 10 на минути третман, продукцијата на колагенот природниот во телото се зголемува и еден многу интересен третман што многу кратко трае и многу природен. И денеска има многу методи што токму тоа на природен начин да се потикне процесот на старење да се успори и да се потикнат нели производство на колаген и еластин за да може да изгледаме помладо, посвежо, поздраво. Вие сте во 7-миот месец од бременост, немате воопшто покачена килажа, изгледате сосем онака како што би сакала секоја жена да изгледа која е трудна. Како ви успева тоа? Некој ќе рече третмани, меѓутоа третмани се ограничени во текот на бременоста, веројатно се работи и за начин на живот. Да се разбира, јас не правам третмани за време на апсолутно на бременостите и не ги препорачуваме во салонот, евентуално некои лесни масажи во првите нели во тие месеци во кои што може, не првите 3, не во второто тримесечје можеби некои масажи така од прилика, што искрено јас сметам дека воопшто секоја бремена жена во тој период не би требала ништо да прави освен некои благи лесни вежби специјализирани за бремени жени што нормално ќе ги препорачаат докторите доколку смее. А друго околу исхраната е многу важно. Јас навистина во мојата професија сум се сретнала со многу жени и млади жени и во нели позрела возраст кои станале мајки што буквално ја уништиле својата кожа, својата фигура од тоа што не знаеле да си
кренат рачна, што би се рекло, да едноставно си имаат самоконтрола. Значи, многу е важно здравата исхрана, затоа што во текот на бременоста, апсолутно, мислам, и надвор од бременоста, сметам дека се доаѓа од умот и дека ние сами треба да си одлучиме која е нашата, нели, исхрана што ни одговара и да се придржуваме. А се разбирам дека нити за мајката, нити за бебенцето е убаво да се јаде храна што не е здрава, што е калорична, што е апсолутно непотребна и само може да се оптерети организмот на тој начин, да се става 20-30 килограми повеќе и да се направи стварно една мислам линија што може многу тешко да се врати после. Може би година дена ќе треба за да се врати повторно, да биде како што треба и ќе има последици, ќе има стри, испукана кожа. Сепак е мито она јадете за двајца. За време на бременоста сега јадам за двајца, сепак се работи за мит. Апсолутно не. Мислам, одредени витамини нормално се препорачуваат, чести оброци и протеинска исхрана повеќе и се разбира се што е здраво, пак овошје, зеленчук да има многу, да биде месото застапено, рибата, се разбира, но тестенини, сладки работи, газирани такви сокови, некои од тетрапак, од така, апсолутно не. Мислам, јас и воопшто и лек не конзумирам веќе 2-3 години. И апсолутно не ми фали овесно брашно, некогаш така правиме некои интересни палачинки што ги сакаат и децата и гледаме и тие да се хранат здраво, да не ги учиме на некоја исхрана што не е здрава, па потоа да се учат они сами после 20 години кога ќе стават килограми плюс или девојчињата целулит ќе стават, тогаш нели она што е основно, што е базично го научиле од родителите и затоа многу е важно да се потикнат децата и на спортување од мали, односно не од млади, од многу мали и да стане тоа како начин на живот. Се занимаваат со некој спорт деца? Да, и јас и сопругот спортуваме и тие го гледаат тоа дека е тоа нормално, дека секој ден мама и тато се спремаат за тренинг и тоа и они веќе 3-4 години кога направија, ги запишавме на гимнастика. Дино, најголемиот, веќе оди на 3 спорта, тој сака и бокс, сака и фудбал, и ракомет, и кошарка, и се, нормално, како секој детенце на таа си го најде она што е за него, години, да, и треба така да е, и да има што повеќе спорт кај децата, тоа е многу важно. Колку македонки ве стануваат, односно општо македонците стануваат свесни за здравиот начин на исхрана и колку водат грижа за изгледот? Се чини низ годиниве се повеќе македонците почнуваат да водат сметка за тоа, за килажата, за изгледот, за кожата, за негувана коса. Па, искрено да ви кажам, многу се радувам на овие кампањи нови што ги има, на овие реклами околу исхраната. Многу ми се интересни како се снимени и се радувам што се повеќе има луѓе. Ние кога започнавме, стварно многу, скоро никој не водеше сметка на исхраната, скоро никој не внимаваше некако, кога започнувавме со салонот пред 25 години. Тие книги околу исхраната што доаѓа од Америка, некоја програма Diamond, здрави витки, ово, некои почетоци која беа. Тоа беа некои почетоци и некако 5-10% од клиентите можеби ги прочитале или нешто слушнале дека тоа со тоа е убаво да се комбинира. Сваќањето беше дека тоа е работа на естрадниве звезди, на јавните личности да водат сметка, опште народот, обичниот народ никако го имаше запоставено тоа. Да, но сега е сосема друго. Сега мислам дека скоро секој млад човек се занимава со спорт. Скоро секој буквално се грижи за својата исхрана, да биде здрава. Многу често имаме клиенти што се повеќе пати во годината застапени кај нас и сметаат дека не е тоа само пред одмори или пред свадба, пред некој настап што им е битен во животот, туку е дел од животот, од секојдневието. И навистина се радувам што луѓето веќе стана како на еден начин на живот, таа хигиена во живење, буквално да сватат дека она што е суштински е здравата исхрана, спортот,
се разбира одредени третмани што ќе им користат, што исто така се дел од медицината и само ќе потикнат нешто што кај нив буквално ќе го забрза метаболизмот, циркулацијата и така. И јас секогаш кога ќе имам прилика потенцирам дека без соодветен спорт, без соодветна третмани не треба да се држи диета, не треба да се конзумираат некои прашоци, некои вештачки напитки кои што и напитоци и храна некоја што први не знаеме што има внатре и не може таа да биде вечна, нели? Треба сепак да се вратиме на исхраната. Секој брз резултат таков може да биде критичен за здравје, затоа што има многу примери што не само што направиле проблем во изгледот, таков тип на исхрана и вештачки, хемија и храна од кесички, туку направиле и проблем за здравје, но и проблем и за тонусот на кожата, буквално да изгледа жената или мажот многу постаро од реалната од тоа возраст. што е. Да. Се случуваат младите со проблем, барем на форумиве, колку што можеме да видиме, со претерување на одредени третмани. Сметаат дека што повеќе кавитации, што повеќе УПГ или не знам што ќе доведе до поголеми резултати, па комбинираат во 2-3 салони и така натаму. Што може да се предизвика со претерано користење на такви третмани? Не сум слушнала дека комбинираат, барем не знам, овие клиенти кај нас што дошле, никој не кажал дека во исто време напоредно оди на друго место. Мислам дека секој треба да се придржува на тоа што е препорачано. Се разбира дека и вежбањето не е добро да се претерува и од тука треба сите да тргнат. И кај нас има точно пропишани програми по кои се оди. Значи, јас сметам дека треба да живееме сите, нели сите сме, апсолутно не сме за 2 дена, за да колку или 2 месеци да работиме и затоа е многу важно да секој човек што работи да има совест пред се и да го објасни она што го работи на вистински начин, затоа што кавитацијата што спомнавте има точно колку пати треба да се прави и колку треба да има пауза за да има ефект. Исто така и од овие стимулациите првични кои ги спомнавме на почеток. Да. Значи, мора да има еден ден пауза, како и од тренингот. Еве да кажеме ако тренирате денес стомак, утре нема да тренирате стомак, може секој ден добро. Еве да кажеме нозе, онда не би требало утре да правиме нозе, треба да паузираат за да може мускулот така на тој начин најдобро се изградува. Исто е со третманите. Треба стручно лице, нашиот тим на вистина е многу стручен затоа што јас водам грижа да имаме и постојано едукатори од странство кои што ќе ги обучат сите девојки што работат и за да го дадат најдобриот резултат и теорија и пракса, да имаме онака како што треба, затоа што е многу важно да она што го имаме како апаратура точно се примени и како што треба се работи. Сега летниот период, претпоставам се најактуелни третманиве за слабење, третманиве, антицелулитниве третмани и така натаму. Што е најпрепорачливо како антицелулитен третман пред годишните одмори? Сега моментално има новитет. Кај нас веќе и не е новитет, ама некако почнавме овој период да го рекламираме малце повеќе, го користиме 2 години веќе, се вика шок вейв терапија или акустична радиотерапија, која што потекнува од медицината повторно и се работи како третман за болка, реуматски исто така болки, но сепак овој третман во однос на целулитот дава исклучително добар резултат. Значи, ја измазнува кожата, ја прави покомпактна, ја затегнува, ја буквално да изгледа после 10 третмани како да не има целулит. И за мене е тоа број 1 третман моментално за целулит, а исто така и аквамезотерапијата без игла, исто таа ја препорачуваме за целулит како број 2 да кажам. Како една комбинација од тие 2 третмана би било резултатот баш онака како што треба. А доколку треба да се слабе во обем, тогаш би препорачале повторно кавитација, криолиполиза, липоласерот.
Тоа се некои третмани што даваат резултат во намалување на обем и таков тип на третмани, на пакет кој ќе се искомбинира од неколку методи дава навистина најубав резултат. И што е најважно, да телото нема последици од дебелењето. Да едноставно тие, дали се 5 или 10 килограми што ги имате ставено, да ги извадите на вистински начин, да добиете една фигура која што ќе изгледа многу помладо, позатегнато. Не е битно да ослабнете и 20 кила ако се виси. Ако вие не можете да се соблечете на плажа. Мислам, јас секогаш го потенцирам тоа дека многу е важно да се затега телото во исто време со третмани, со некаква физичка активност кој може да си подвежбува, но во исто време и да се смени исхраната и да се навикнувате. Нека трае и 5-6 месеци третманот, нели тој процес на намалување, но нека биде на здрав начин, на правилен начин. Ние имаме примери и од јавни личности што не им се гледа дека некогаш биле со поголем вишок на килограми. Да, имаше ред клиенти кои што излегува од вашиот салон, јавни личности, главно пејачки кои што фасцинира со својот изглед. Тамара беше една меѓу нив. Да, еве Тамара, гледате, мислам, тоа е, сите знаете како изгледаше ја, како е сега. Исто и сестра, кога и да дојде во кај нас доаѓа, Туна во последно време се негува кај нас, се грижиме, значи, да изгледаат затегнато, зацврстено, убаво, освен, нели, оној дел околу косата, ноктите и што е она финесите. Негата во текот на целата година, редовното спортување и исхраната се оние кои што се потребни на секоја жена и на секој човек. Така е. Не работува во летниот период само да грижиме, водиме грижа и после тоа да се препуштиме повторно на богатата трапеза. Значи, во одредени периоди малку поинтензивно, еве да кажеме пролет, можеби и после одморите е убаво така, после море и сушена и кожата воопшто, и на лицето, и на телото, и на косата, апсолутно, после море, после сонце, би требало малку да се направат некакви третмани, затоа што како подмладување би дошло на тој начин, регенерација. Ние работиме со Biologique Recherche, застапници сме веќе 2 години на оваа француска козметичка куќа која нуди многу третмани без хемија, апсолутно, без парфеми, без додатоци никакви, туку врз база на кавијар, плацента, ембриони, мириси природни, но даваат многу убав ефект. И не случајно ги користат филмските звезди као Бред Пит и Анџелина Џоли и останатите, кои што ги рекламираат навистина врвна козметика што дава резултати после еден третман. Така да после таков излагање на сонце, после сува кожа или коса, многу е важно да се направи еден таков третман кој анти-ейдж, кој што има витамини, како едно пакување му доаѓа и за лице, и за тело, и за коса, и потоа се враќаме во нормала. Ви благодарам за гостување во студиово и ви посакувам многу успех понатака. Имате едно големо богатство дома, 4 деца, 5-то доаѓа, верувам дека нема поголема радост и поголема среќа за ниту еден родител. Ви благодарам на вас.